Задачата е од домашна работа по математика, од учебникот за 6 деление, страна 14, трета задача. Таа гласи: нека P е множество парните броеви, а S множество непарните броеви од првата десетка. Едно барање што представува под А унија на P и S, пресек на P и S, разлика на множествата P и S и разлика сега на S и P. Елементите на P, множество од првата, парните броеви од првата десетка, множество со елементи 2, 4, 6, 8 и 10. S е множество на непарните броеви од првата десетка, елементи 1, 3, 5, 7 и 9. Унија на P и S ќе добиеме множество со елементи кои припаѓаат било на едното, било на другото множество. Значи ќе запишеме тоа е множество со елементи 1, 2, 3 и така натаму до 10. Значи овде употребив скратен начин на запишување на множеството. Јасно дека сите елементи на P унија S ќе бидат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Барање под Б. Пресекот на множеството P и множеството S. Кога бараме пресек на две множества, елементи на нивниот пресек ќе бидат оние елементи кои припаѓаат во исто време и на множеството P и на множеството S. Во овој случај ќе добиваме множество со елементи ниеден, односно празно множество. Затоа што не постојат елементи кои му припаѓаат и на множеството P и на множеството S. В. Разлика на множеството P и множеството S. Ќе добие множество со елементи кои му припаѓаат на множеството P, а не му припаѓаат на множеството S. Овде ќе да го добиеме множеството P како разлика на P разлика S, затоа што секој елемент, сите елементи кои припаѓаат на P не припаѓаат и на множеството S. Во последниот случај сега имаме разлика на S и P. Ќе добиеме множество со елементи S, бидејќи елементите на множеството S не му припаѓаат на множеството P. Не постои. S беше множество на непарните броеви, не постои парен број кој во исто време е и S беше множество на непарните броеви. Не постои непарен број кој во исто време е парен број. Со тоа задачата е